На судството му е потребен рестарт. 2% доверба во институциите е поразително и разочарувачки. Судиите и обвинителите земаат илјадници евра плата од даноците на граѓаните, а граѓаните се чувствуваат обесправени, бидејќи корупцијата ја има насекаде, а криминалци стануваат херои и слободни граѓани. Премиерот Христијан Мицкоски смета дека предлогот на владата, што беше и предизборно ветување, да се распушти судскиот и Советот за јавни обвинители, треба да се реализира, бидејќи на местото на тие што уживаат само 2% доверба, ќе дојдат кадри кои ќе бидат избрани од самите судии и обвинители. Ние предложивме решение. Тоа решение видовте од овие кои што до сега имаат 2% рейтинг, јас да имам 2% рейтинг, ќе се заменев од оваа работа, ќе се задимав со нешто друго. Значи не ме бива. 2% граѓани ако мислат дека позитивно си ја работам работата, си одам од овде. Не ме бива. А тие велат не, ние добри сме, ќе земаме плати илјадници евра, а држава ќе тоне во криминал и корупција. За волја на истината, сега некако како да овие 2-3 недели гледам и на криминалци малку им станува страв. И на овие политичкиве и на овие другиве, затоа што знаат дека нема веќе како до сега. И сега ние велиме ајде да смениме работава. Што предложивме ние? Да ги распуштиме, да го смениме законот, ако е потребно и уставот. И наместото на овие што имаат рейтинг од 2%, самите обвинители суди, не владата, не парламентот, не председател, самите обвинители суди да се изберат своји представници во овие две институции. Поголем дел од амбасадорите беа против овој предлог, па во една прилика премиерот Мицкоски рече дека станало пракса тие да се мешаат во внатрешните работи на земјава. Соединетите Американски држави се најважниот стратешки партнер на Македонија и нивната цел е да ја поддржат, а не да се мешаат во внатрешните работи, изјави американската амбасадорка Агелер во интервју за Алсат. It is never our intent to interfere. It has always been our hope to support. Decisions that are made on the Judicial Council, or frankly any other body within the judiciary, are the decisions of this country's leaders alone. We do not say who should sit on any court. We do not say who should be a member of any council. Is corruption rife within the judiciary? Yes. When public support of and confidence in the judiciary is at 2%, that is an abomination. Правосудниот систем последниве години го тресеа низа скандали, политички притисоци за судски одлуки, непотизам, унапредување под политичко влијание без заслуга, обвинители под истрага, судии зад решетки, урнати процеси, криминал кој долго чека да биде гонет, корупција. Многу причини кои ги удавија надежите за независни судии и обвинители.